Добре дојдовте во млекара АД Битола, која сите по популарност ја познаваме како Бимилк. Бимилк годинава обележува 70 години од постоење на пазарот во Македонија, 70 години посветеност на производство на првокласни млечни производи. Денешната посета на највисоко ниво, зашто сме особено благодарни што ни представува особена чест, за нас е показател дека Бимилк во овие 70 години навистина станал значаен стопански субјект, не само за локалната економија, туку и за пошироко, дека сме предводник на млечната индустрија, дека сме добар и посакуван партнер и придонесувач за развојот на млекопроизводството во земјата и истовремено дека сме и општествено одговорна компанија која што се грижи за заедницата. Во центарот на нашето внимание се потребувачите. За нив постоиме, нив им сме посветени и ја користам оваа прилика да се заблагодарам до сите оние наши верни потребувачи кои секојдневно не избираат за својата трпеза и ни даваат поттик да обстанеме на патот на квалитетот, на производството на првокласни производи и уште повеќе да унапредуваме нашата понуда. Бимилк постојано инвестира во својот развој. Само во последните 5 години се инвестирани преку 10 милиони евра во проекти за унапредување на технологијата, за унапредување на квалитетот на производството. Гостите имаа прилика да се уверат и во ригорозната контрола на квалитетот на производите, зашто имаме најсовремени лабораториски уреди, затоа што неколку пати ќе ме чуете како повторувам, квалитетот ни е пред се и над се. Но инвестирајќи во самата компанија, која што не само значи инвестиции во технологија, туку и во проекти за заштита на човековата околина, пречистителни станици, алтернативни извори на енергија, ние мислиме и на нашите кооперанти фармерите. Во истиот тој период, во форма на грантови, поволни кредити и опрема, имаме инвестирано преку 8 милиони евра наменети за фармерите. Тоа е особено важно во овој период, кога сите чинители во ланецот на снабдување од нива до трпеза се соочуваат со предизвици со какви што не се соочувале никогаш во последниве 40 на 50 години. Истовремено сме препознати не само како партнер на нашите кооперанти, туку и како партнер на меѓународните организации кои што го поддржуваат приватниот сектор. Голема чест ми е да, можеби малку и пред време се пофалам дека заедно со USAID оваа година преку заеднички проект за инвестирање, наши фармери ќе бидат меѓу првите, ако не и први кои што ќе почнат да користат најсовремени роботи за измолзување, што е еден голем технолошки напредок во напредување на продуктивноста и ефикасноста. И не смеам никако да ги заборавам и нашите вработени. Тоа што е Бимилк 70 години не е резултат само на оваа генерација која што сме имале среќа да бидеме тука во овој значаен јубилеј. Во темелите на Бимилк е вграден трудот на генерации работници. И јас се користам оваа прилика да им се заблагодарам и нив. И да им ветам дека она што го направиле како темел, ние ќе продолжиме да го надоградуваме. Тоа ни е задача. Истовремено, се разбира, мора да градиме и добри односи со сите кои што може да помогнат во развојот и напредувањето на дејноста на целата млечна индустрија, затоа што Бимилк не е целата млечна индустрија. Ние сме значаен дел, но има уште многу да се работи, има уште многу да се доразвива. Сега е моментот прво да ја одржиме дејноста, а потоа да ја одржиме таа база за натамошен развој. Ние како лидер во млечната индустрија ги поставуваме стандарди, драго ни е што во многу нешта не следат, значи предводиме и на тој пат ќе обстанеме. Повторно ќе кажам, за жал оваа 70 годишнина обележуваме во година на големи предизвици или дури и во период на големи предизвици. Меѓутоа ние како лидер во дејноста ќе се соочиме со тие предизвици, ќе ги пребродиме и ќе дадеме се што е во наша моќ да ја одржиме базата, што реков, и да го овозможиме натамошниот развој на дејноста. Ви благодарам на сите. Како се одрази вашата Директен одраз на војните действија таму за нас нема, затоа што не сме извезувале во Русија и во Украина како компанија, меѓутоа индиректните ефекти и сите оние последици во смисла на финансиска криза, во смисла на зголемени цени на импути, како што ги спомна и почитуваниот претседател на владата, и така ги чувствуваме. Нарушени се ланците на снабдување, особено од таму доаѓаат житарици, така како што сега е тој ланец прекина, тоа најмногу се осеќа во делот на безбедувањето на сточна храна, меѓутоа цела таа тензија што е створена, особено со растот на цените на енергенсите, тоа како се одразува на не само на нашето работење, туку на сите субјекти во ланецот на снабдување, од примарните производители па до малопродажбите. И ако може, кај избезувате млеко?
Во регионот, најмногу извезуваме во регионот. Би извезувале и повеќе, еве за тоа разговаравме како да ја зголемиме млечната база во државата, како да го унапредиме она што го имаме како јадро, како може да се зголеми продуктивноста и ефикасноста, како може што да направиме за помалку да ги чувствуваме тие екстерни шокови, за да можеме да ги искористиме сите тие извозни потенцијали кои што ни стојат на располагање. Во регионот мислите Грција, Албанија, Бугарија? Мислам на тие земји, да. Косово, Албанија, па и Србија. Ние дури и во Србија имаме извезуване на еден период. Сточарите реагираат дека ефтино им се откупува млекото. Дали се размислува во тој правец да се зголеми цената со оглед на тоа што се отиде нагоре? Да, во таа насока, благодарам на прашањето, да и нормално кога се зголемуваат нивните трошоци, тоа ви кажав, сите субјекти во ланецот на снабдување се опфатени. Во таа насока ние веќе преземавме одредени чекори, значи направивме корекција на откупната цена, дадовме и неповратни средства, грант за поддршка на пролетната сеидба, значи и тоа е една форма на вредност која што имаат добиено сточарите, во постојана комуникација сме со нив. Меѓутоа треба да го најдеме тој најклучната работа сега е да се најде тој деликатен баланс меѓу потребата за опстанок на примерните производители и нивен развој, потрошувачите и заштитата на нивниот стандард, затоа што нели и тој не е безграничен, но истовремено да се обезбеди и долгорочната одржливост и стабилност на преработувачите. При тоа не зборам само за Бимилк, зборам за сите чинители во млечната индустрија. Верувајте, тоа е сега најголемиот предизвик. Како да се најде тој баланс меѓу сите овие три страни? Размислувам како сточени во фондот. Правилно Бимилк преземаше некои реакции преку јудици, сточарите ги отплаќаја на веројатно. Факт е дека сточни во фонд не е намерен. Да. Како ги цените дојче? Општите состави во домашната млечна производство има ли надеж да се оди чекори напред? Во домашната млечна индустрија се соочуваме со бројни предизвици. Тие не се од вчера, нити пак се поврзани со тековнава состојба, меѓутоа наша работа е секој ден нели да бараме начини како да се справуваме со тие предизвици, како да обезбедиме развој на дејност. Конкретно за јуниците, значи програмата која што беше објавена од владата во текот на 2021 година, поради сите тие околности дојде до одредено задоснување. Деновиве сум информиран дека веќе се потпишуваат договорите со државата за субвенционирање на набавката на јуниците. Тие треба да дојдат во државата во значителен број. Бимилк и сите млекарници стојат за своите кооперанти, дали се тоа преку финансиски гаранции, или пак преку кредитирање на набавката, или пак обезбедување на резерви на сточна храна за тие грла кога ќе дојдат во земјата. Меѓутоа, секој на свој начин бара поддршка на таа работа. Тука е клучна улогата на државата, тука сме многу благодарни што ова коло се раздвижи на некој начин. Сега тргнуваме, овие денови ќе се потпишуваат тие решенија. Наше е да потоа со фармерите обезбедиме да тие на тој увоз на јуници да го даде максималниот ефект.